Господине Василев, приятели од Движението култура Транзен, дами и господа, почитувачи на делото на Миче Василев, приятели на уметноста и на културата, добра вечер во името на Националната установа Завод музей Струмица. Голема е честа што празнувањето по повод 18 мај, Меѓународниот ден на музеите и големиот јубилеј на Националната установа Завод музей Струмица, 70 години постојни, како и 67 години од првата изложба, 45 години од првите археолошки истражувања, ги одбележуваме со настан еднакво важен и исто толку значаен како и пред малку наведените. Промоција и монографија и ретроспективна изложба 50 години творество на бардот на македонската ликовна уметност и култура воопшто господинот Миче Василев. За юбилејот 70 години Завод и музей Струмица во некоја наредна прилика, за 50 години творество на маестро Василев, ќе беседам пријателите од Транзен, сега мене дозволете ми само во неколку реченици да го представам 18 мај, Меѓународниот ден на музеите. Во 1977 година ИКОМ, односно Меѓународниот совет на музеите, со резолуција го прогласува 18 мај за Меѓународен ден на музеите со цел дополнително да се обединат креативните аспирации и напори на музеите, да се привлечи вниманието на јавноста кон нивната активност. При тоа се нагласува дека музеите се важно средство за културна размена, обогатување на културите и развој на меѓусебното разбирање, соработка и мир меѓу народите. Од 1992 година за прв пат е поставена годишна тема на која се организираат одбележувањата, а годинашното мото е моќта на музеите, што го посочува силниот потенцијал на музеите да го трансформираат светот околу нас. Како место за непосредно истражување, музеите научат за нашето минато и ни ги отвараат умовите за нови идеи, два суштински чекори во градењето на подобра иднина. Колкова може да биде моќта на музеите, зборува и податокот дека во 2021 година, 18 мај го имаат одбележено над 37.000 музеи во 158 држави од сите континенти. Националната установа Завод и музей Струмица е горд што годинава низ повеќе настани кои ги организира заедно со своите пријатели, ќе разголеми оваа бројка на музеи кои му се поклонуваат овој празник. Посебно е горд што честувањето годинава го започнуваме со ликот и делото на маестро Миче Василев. Пред да почнам, добра вечер и од мене до сите присутни. Многу ми е мило што гледам во толку голем број љубители на ликовната уметност, а посебно на делото и ликот на Миче Василев. Мене ми представува особена чест и задоволство да бидам промотор на монографијата и ретроспективната изложба посветена на нашиот сограѓанин, ликовниот уметник Миче Василев. Со неговата уметност прв пат се запознав уште во светополските денови, кога редовно ги посетував годишните изложби на Плус и со нетрпение чекав да ги видам портретите на Миче Василев. Секогаш фасциниран од неговиот ликовен израз, никогаш докрај не можев да си ја раскапнам мистичноста што тие фигури, портрети или актови, се едно, самите во себе ја поседуваат. Таа фасцинираност продолжи и низ годините, со активно следење на неговото творештво. А денес ја имам таа можност пред сите вас да кажам неколку збора за Миче, за монографијата и најважно за неговата уметност. А секогаш убаво да се зборува и слуша за убавата или вистинската уметност. Секој уметник уметноста ја доживува на свој собствен начин, а таа самата по себе е нешто благородно возвишено. За ликовниот уметник Миче Василев, уметноста од секогаш представувала фактор за формирање на човековата личност. Човечкиот нагон да обстане, но и да се усоврши себе си духовно, го прави креативен и творечки активен. Со таквиот креативен нагон, уметникот создава дела, различни по својата успешност и изведба, кои ги споделува со јавноста,
на тој начин дозволувајќи секому душевно да се насладува. Квалитетот и успешноста на делата и авторите се различни. Некои се истакнуваат и заземаат повисоко место од останатите. Таквите заслужуваат посебно внимание и почит. А еден од таквите е и нашиот сограѓанин, ликовниот уметник Ниче Василев. Тој е роден 1948 година во село Дабиле, Струмичко, а неговото детство се одвива во поствоен период во кој, како што и самиот ќе каже, немаштијата беше секојдневие. Во такви лоши животни услови, уште во основно училиште кај него се раѓаат талентот и љубовта кон ликовната уметност, а кој ќе продолжи да ги негува низ годините што следат. Средно уметничко училиште завршува во Скопје во годината 1969, а дипломира на Академијата за ликовни уметности во Варшава 1978 година во класата на професор Лудвиг Мачун. Ниче Василев со својата творечка активност ја продолжува ликовната традиција во Струмица, воспоставена од доајените Мучев и Христова, а продолжена од нивните ученици. Истовремено Ниче се бројува како еден од репрезентите на современата македонска ликовна уметност. Според академик и ликовен уметник Васко Ташковски, Ниче е сликар со изградена ликовна физиономија, со препознатливо место во македонската ликовна уметност. А потврда за неговиот квалитет како ликовен уметник се бројните награди и признанија, како и индивидуалните и групни изложби во земјата, но и надвор од неа, представувајќи се себе си како автор, но истовремено представувајќи го и нашиот град. Неговото сликарство главно се движи во сферата на предметното, со негово постепено редуцирање и абстрахирање. Неговото сликарство представува модифициран реализам со експресионистичко, импресионистички и символичен начин на изразување. А во него Ниче Василев приоритет му дава на портретот и актот, особено фасцинирајќи се од женската фигура. Машките фигури, иако не отсуствуваат во неговите дела, сепак тие се многу ретки. Уметникот Никола Пријаманов околу тоа ќе напише: после творештвото на Никола Мартиновски во нашето сликарство, ретко кој сликар со толкова страст се посветил на женската фигура како Ниче Василев. Или како што поетот Евтим Клетников ќе забележи, анимата, женската душа и женското тело се алфа и омега за сликарството на Ниче Василев, негов естетички и филозофски клуч истовремено. А таму веројатно се крие и неговата муза, неговата вечна инспирација. Самата човечка фигура кај Ниче, насликана со чисти бои, со едноставни и навидом груби потези, но кај која е присутна одредена театралност и мистика, секогаш е поставена во посебен соодветен амбиент на незината психолошка состојба. На тој начин, давајќи на самата слика посебен метафизички квалитет. Неговите навидом груби потези, кои се како своевидна игра на авторот, на моменти се доближуваат до постепено абстрахирање и излекување од предметното, а на моменти одат во спротивната крајност. Токму тие потези го представуваат неговиот лирски уметнички израз, кој би можел да се дефинира како длабока интимна поезија во ликовното. На тој начин, Ниче им внесува живот на насликаните фигури и ги оплеменува со доза на меланхоличност и мистичност, налик на великаните Матис и Модилјани. Освен како портретист, Ниче Василев исто така постигнува значајни достигнувања во пејзажот, претежно сликајќи предели од родниот Струмички крај. Во нив главно отсуствува човечкото присуство, а не често е присутна и архитектурата. Василев пејзажите ги работи без филигранска прецизност и накитеност, туку со еден фовистички пристап и елементарна редуцираност на материјата, доближувајќи се на тој начин до пејзажите на Сезан, Фламен Нолде, како и со лирска стилизираност, доведена на моменти до архетипност и символичност. Во пейзажите на Ниче како да се чувствува една романтичарска страст да се побегне од цивилизацијата и да се препушти на чистите импресии од природата.
Пейзажите кај него се овековечени и исполнети со енергија, која одново и одново буди живот во материјата. Оти уметникот ја има таа моќ во себе да им го продолжи животот и да ги овековечи пределите, иако може би тие реално се уништени или од било какви причини повеќе не постојат. Тие единствено живеат во делата на Ниче. Денес, со промоцијата на монографијата посветена на творештвото на Ниче Василев, заедно со ретроспективната изложба, се одбележува еден јубилеј, 50 години негово активно ликовно творештво. Ваквиот ликовен континуитет кај Ниче наложи потреба од ретроспективно представување и создавање едно монографско издание посветено на авторот и неговото досегашно ликовно творештво. Оваа монографија, насловена Сликарството на Ниче Василев, во издание на Сдруженијето на граѓани Трансен од Струмица, е една од неколкуте досега објавени монографски дела, а кои се поврзани со ликовната уметност во Струмица и Струмичко. Искрено верувам дека овој проект или идеја, или како и да се нарече, ќе продолжи и понатаму да се развива. Монографијата Сликарството на Ниче Василев представува сублимат од кратка автобиографија, критички осврти и рецензии кон уметноста на Ниче, како и разговор со самиот уметник, каде тој со силен јазик збори за уметноста и за условите во кои обстојува струмичката ликовна сцена. Оваа текстуална предложка е проследена со над 100 репродукции на неговите дела, како и фотографија од неговиот живот. Застапените репродукции офаќаат еден широк временски диапазон од ликовното творештво на Ниче Василев, од неговите најрани почетоци, основно училиште па се до денес, презентирајќи го стилскиот и уметнички развој на овој сликар во текот на 5-децениското активно ликовно творење. Истите тие се сместени во 3 засебни целини, насловени како цртеж, портрет фигура и пейзаж, а низ кои се движи и развива досегашната ликовна продукција на Ниче. Ваквиот сублимат ни го представува животот на Ниче Василев од две перспективи, како обичен човек и како ликовен уметник. Првиот се бори и се соочува со секојдневните животни проблеми, додека вториот се труди сето тоа да го преточи во ликовно дело. Или како што самиот Ниче ќе изјавил, вистинскиот творец секогаш ќе најде начин и причина да создаде нешто убаво, нешто значајно. Без оглед на сите искушенија, уметникот е тој кој наоѓа решенија за најтешките прашања и од нив ја создава својата уметност. Автобиографски и реминисцентно, Ниче Василев во оваа монографија ни го разоткрива својот живот, иако никогаш докрај ништо не може да биде разоткриено. А уметничкиот живот сам по себе и воопшто не е монотон. Тој е исполнет со секакви предизвици и проблеми. Или пак, како што самиот Ниче ќе каже, во моето творештво и во мојот живот воопшто се мешаат безброј моменти, случки, зборови, совети. Личности кои на еден или на друг начин се знаци на патот, кој го одам веќе 70 години и за чудо, интензитетот на нивните бои никако не бледне. Сите нив ги носам во својата папка со цртежи, во кутијата со бои, во джебовите, во обелените влакна, во оваа кратка исповед. Иако главен акцент на самата монографија е токму ликовното или визуелното, текстуалниот дел е сосема доволен за да го доближи ликот и делото на Ниче до секој читател и љубител на ликовната уметност. Таа задолжително треба да биде присутна во сечија домашна библиотека и да биде задолжителна лектира за едни генерации ликовни уметници. Во склоп на јубилејот, покрај монографијата во издание на Трансен, фирмата Пајон се приклучи кон одбележувањето на овој јубилеј со изработка на платнени торби со репродукција од дело на Ниче Василев, а се со цел неговата уметност да допре до секого. Тоа е нашиот ликовен бренд со кој треба сите да се гордееме. За крај, повторно би го цитирал самиот Ниче. Уметноста е радост. Таа ги прави сите подобри и посреќни луѓе. И да, навистина е така. Вистинската уметност
радост, среќа и душевна наслада. Маестро, нека ти е честит юбилеот, да има реиздание монографијата, да ни бидеш здрав и жив и уште многу години да се наследуваме на твоите дела. Много работи, хубави работи за мене, кои што не сум си му дали до крај да слушам. Но јас во овој момент чувствам потреба да се благодарам во века, нели, на издавачот на монографијата и организаторот на изложбата на Сдруженијето за култура Трансден, за освртот на академик Васко Кашковски, кој се наоѓа во монографијата, и доктор Томи Ќосев, на Никола Пиеманов како за својот, така и за својот осврт, така и за фотографиите и изборот на делот на монографијата и поставката на изложбата. Посебна благодарност към директорот на музејот Ванес Кулов, се овозможи промоцијата на книгата и изложбата во рамките на Српскиот ден на музеј. Особен час и благодарност към вас, любителите на уметноста, за вашето присуство на овој значаен ден за мен. Господине Василев, денеска одбележувате значаен юбилеј 50 години творештво. Так. Брзо ли помина во еден творечки занес овој период? Много брзо било. Меѓутоа, такво, луѓето кои создават, секој пат времето брзо помни. Тоа е неверојатно. И 50 години како да се 5 месеци. Се одбележува овој значаен юбилеј со една монографија. Дали успеавте голем дел или можеби сите ваши дела да ги опфатите или можеби немате белешка на сето она што е создадено? Не, јас имам многу. Меѓу тука во монографија некаде околу 25-6 репродукции, 25-6 дела, почнувајќи нели од пред 50 години до денеска. Значи, отприлика, има некои цртежи, скици на почетокот, дури од основно училиште и средно училиште имам некој работа. Вие сте еден од уметниците чие што творештво е препознатливо, може да ве препознаат во плејада автори. Дали од секогаш го имавте дефинирано тие елегантни, долгобрадести силуети кои што ги цртавте или можеби низ годините се дефинираше? Знаете што, јас кога пред да дипломирам, дипломска моја работа беше женската фигура. Така професор ми сугерираше. Јас сакам да одберам, треба да биде пейзаж, македонски пейзаж. Викам, не, а он е бил тука 2 пати во Македонија, знае. Не, вика, ќе направиме да биде тоа македонска жена со некои елементи на фолк и така. И тоа ми некако ме повлече до ден така. Така. Велите дека голем дел од вашите почетни инспирации се црпат од вашето родно место, обкружени во пейзажите, во зеленилото. Да. Каква енергија ви дава тоа? Јас сум поврзан со природата, јас и мојот ателје е надвор од 70 км, 15-12, и постојано сум во движење со природата, со контакт со природата и така натаму. Тоа е таа енергија која ми дава природата. Сте биле на многу изложби, на различни места и често пати има едно тврдење, велат малите места знаат да ги гушат уметниците. Вие се согласувате ли со тоа со оглед дека сте останати во Струмица? Не, тоа општо тоа не ми смета. Цела сега што Скопје не е многу далеко, така што се контакти ги имам со Скопје и така. А и понатаму, во Белград често пати. Така, и само сум 2-3 пати излагал. Мислам, сум на Сојно, Софија. За Полска да разборуваме таму веќе. Таму почне. Сега ќе имам поново Полска. Сега лето во еден туристички центар. Така. И господине Василев, за крај, овој избор на изложба во оваа поставка, како ја концепиравте? Зошто токму овие дела од вашето богато творештво? Знаете што јас јас имам сосема друг однос према моите творештво и никој пат не може да дефинирам нешто, да одберам. Затоа Никола Пиеманов беше селектор на моите работи, он одбара се, он
направи фотографија за монографията, он ги селектира си така натаму. Он ја после дури изложбата, макар што јас бях исто тука, и тоа бе се негова заслуга. Колку им помага на уметниците оваа соработка едни со други? Ако е тоа искрено, помага, да, доста. Ако е тоа искрено, помага сега. Благодарам многу и уште многу успешни. Благодарам.